Дводеценискиот горлив проблем на околу 1000 светиниколци од градската периферија со дотраената канализациона и атмосферска мрежа наскоро ќе се реши. Изградбата на нова линија ќе значи стоп за досегашните поплавувања на нивните домови за време на обилни врнежи. Затоа и работите се интензивирани, дециден е министерот за транспорт и врски Горан Сугараевски, кој со домакинот градоначалникот Сашко Велковски денеска извршија увид во градежните работи. Сметам дека согласно динамиката која што има и она што не информираја, дека во целост во најбрзни можни рокови овие работи ќе бидат во целост завршени и на тој начин ќе возможиме да граѓаните во наредниот период ги користат овие атмосферски канализации, се разбира и водоводите кои што треба, водоводните и канализациони линии кои што треба да бидат направени во веројатно во следните месец-два. 14 милиони денари се предвидени за реализација не само на овој, но и останатите 5 капитални проекти од сферата на комуналиите за Свети Николе, подсети Велковски. Со ова треба да се изведат градежни работи, поставување на канализација во должина од 3 километри во град Свети Николе и водовод околу над 300 метри. Граѓаните од овој дел на градот задоволни од фактот дека за недела-две нема повеќе да стравуваат дали нивните домови ќе бидат оштетени од можните изливања на атмосферската и канализациона мрежа. Добро е, што да кажам, добро е, онака миришени се у куќите, деца имаме, внучиња имаме ние. Со ово сега? Да, сега ако направат добро ќе биде. Абе не е проблем околу цепките. Воред, се си е тоа воред што се го прават. 850.000 евра владата обезбеди за Светиниколската општина за реконструкција и изградба на локалната патна мрежа и улици. Со реализацијата на 6 капитални проекти за над 3500 светиниколчани, досегашните комунални проблеми ќе бидат минато. Во меѓувреме, подсети министерот Сугараевски, засилена е динамиката на градба на социјалната зграда, каде свој дом ќе најдат семејствата од оваа категорија.